Здраво, дечки! Еве сме во уште едно видео од овој нов серијал во React.js и пред да започнеме, сакам само да ви кажем дека не е вистина дека доколку кликнете на subscribe копчето, побрзо ќе фатите коронавирус. Мала шала. Доку не ви е тешко, значи кликнете на ова subscribe копчето ако не сте кликнале и кликнете лайк или дислайк на видеята што ги поставувам доку се свиѓат или доку не ви се свиѓат во зависност. Значи, лайк, дислайк, се едно, битно да се случува нешто на видеята, пишувате коментари и така натаму. Значи, што и да правите од тоа, значи коронавирус нема да фатите. Ви ветувам. Па, ајде да продолжиме. Еве сме во нашата апликација, значи ќе гледам видеото да бидат малку пократки, значи ќе снимам видео додека да почнат вентилаторите да работат на компјутерот, иако имам MacBook 16 инчен последната генерација Full Spec, сепак кога пуштиш към таа си да снима и кога стартуваш React и Node.js, малку е превише за компјутерот и се пуштат вентилаторите, почнуваат да бучат. Па, ајде да позборуваме за денешната тема. Значи, зборуваме за React Native и во ова видео ќе зборуваме за компоненти. Значи, целиот React функционира на принцип на race користливи компоненти, како што ни е нашата app компонента, која што имаме овде. Значи, ова app компонента која што гледаме е обична функција. Меѓутоа во React Native имаме два начини за правење на компоненти. Тоа е или како функции или како клас компоненти. Па да направиме по една од двете. Ќе направам, ајде да речеме нов фолдер, components, чисто да биде попрегледно, и напред ќе направиме клас компоненти и ќе крстиме, не знам, клас component.js или може JSX, докато користите JSX во вашиот код, а JSX е оваа синтакса, значи JavaScript што изгледа како HTML, тоа ви е JavaScript. Значи секоја компонента во React мора да ни врати JSX. И најпред треба да импортираме React. Мислам дека ги имаше, да не го куцам, ќе го земам тука, ме мрзи малку, и да не утна малку, значи import React from React. Океј. Потоа велиме клас, името на нашиот файл, клас component, вајде не утнав, клас component, extends component. Океј, тоа го имаме. И потоа секоја клас компонента мора да има рендер функција и таа рендер функција мора да ни врати нешто. Return. И се што враќаме, може да вратиме или една линија код, вака, доколку една линија, меѓутоа доколку имаме повеќе од една линија код, се тоа мора да ни биде вратнато во div. Доколку има нешто вако, мислам дека ни јави грешка. Да, како што гледате има грешка. Не пише ли грешката? JSX elements must be wrapped in a closing tag. Did you want to wrap JSX fragment in или во празен фрагмент да го врапнете или во div. Сега ќе ви кажам што е разликата. Значи, доколку го врапнете целото вака, во празен, так, значи, ова кога ќе се генерира HTML од ова, значи нема да ви генерира дополнителен div овдека. Замена за ова може едноставно да го врапнете во div, меѓутоа ова ќе ви направи плюс еден div, значи плюс div. Без ова, докато е празно, што беше, нема да го имате тој div, туку ќе си знае во позадина што го прави со него. Да крстим ова, да речеме клас component, ова нека биде h2 со текст. Океј, и мора да го експортираме ова. Експорт, default и името од оптека што сме го користеле. Океј, со ова, значи оваа компонента ни е завршена. Сега исто може да ја импортираме каде сакаме да ја користиме.
да речеме дека сакаме да ја користиме во index.js. И овдека нега да речеме import class component from и сега треба да одиме во не таму, едно ниво тука, component, class component. Океј. И сега едноставно може под оваа компонента app да ја ставиме и оваа компонента. Сега може да ја стартуваме нашата апликација и да видиме дали нешто е мутното. И секој дека е мутно, cannot call class constructor without call class constructor without. Не знам што е ова грешка, и да видиме што е мутното. Class component extends comment сум пишал, бе. Компонент треба да е ова. Моја грешка. И како што гледаме сега ни работи и еве ни е нашата прва компонента, а веднаш под неја ни е нашата втора компонента. Се извинувам за таа грешка, значи клас компонентата мора да наследи од компонента, не од комент кој што бев пишал. И сега, значи ова ми се додри и го немав импортирано и ова. Component from React. Докато не сакаме да го импортираме, може да речеме react.component. Мислам дека вака ќе ни работи исто така. Се вратиме, refresh, да, ни работи. Значи ова ни е клас компонента. И јас практикувам да работам со овие другите, со овие функции што се компоненти. Бидејќи полесно е за пишување на тестови, а и заедницата ги препорачува нив преку овие клас компоненти. Ајде да направиме и функционална компонента една. Functional component.jsx. Значи нема да сгрешите ништо и JS да го крстите екстензијата на файлот и JSX. И ајде и овдека да копираме import React, но нема да ни треба. Мислам дека може и без него, но мислам дека сепак ќе ни јави грешка. Овдека беше креирана функција со function клучниот збор, а јас ќе користам она arrow синтакса за пишување на функција. Const, а за да не направам утка при именувањето, ќе го копирам името на файлот. Functional component е еднакво стрелка и од овдека треба да имаме некој return да вратиме нешто. И истото важи и за овие компоненти, значи се треба да ни биде вратнато или во div, или во празен так доколку има повеќе од една линија. Ние ќе имаме повеќе од една линија, ќе го направиме исто што ги имаме намо. Function. Може да куцам многу, function component. И во двојка ќе ставиме исто како што имаме онако сам текст. Functional component text нека биде овдека, а во правата нека биде class component text. Нека биде вака. Почнаа пак вентилаторите. Не се толку бучни, меѓутоа ќе треба да прекинем кај да со видеото. Ајде да убрзаме малку. Functional component треба да го експортираме. Export default functional component. Имам инсталирано некои екстензии кои што ми додаваат автоматски точка запрка и ми го форматираат кодот на save, затоа ќе позворам во некое наредно видео. Ајде да одиме во index.js, import from components и functional component, да ставиме и ова и да се надеваме дека се не е окей. Значи, како што гледате, овие компоненти што ги правиме е исто како HTML, кои што се имаат затварачки так. Значи, може или вака да го затвориме, или може и ова да го направиме. Значи, се едно. Ќе работи и така и така. Ајде да заштедиме на карактери, да не биде вака. Океј, и да видиме дали има утка направена. Не е направена утка, еве некој functional component text, class component text. Значи, тоа ни се двата начина за креирање на компоненти. Јас ги преферирам овие вторите. Функционални компоненти
врз овие клас компоненти. Меѓутоа, ќе поспоруваме за едните и за другите во овие видео. Ајде се да комитираме на Git. Add some new components и ќе комитираме се. И дечки, мислам дека тоа е било тоа за ова видео, па се гледаме во некое наредно. Поздрав!